Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, а вие го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Најпрвин да ги погледнеме кратките најави. Благо намалување на прегледи и хоспитализации. Успешно се реализира пописот, нема проблеми. Фестивали на Кокино и Спомен Костурница. Релативно стабилна е состојбата во Кумановската болница. Хоспитализирани се 62 пациенти. Повеќето од нив не се вакцинирани. Доминира возрастната група од 50 до 70 години, но се повеќе има и млади. Релативно стабилна е состојбата во Кумановската болница. Во модуларната болница и инфективниот одел се хоспитализирани 62 лица, од кои дури 52 се на кислородна подршка. Забележано е благо намалување на бројот на прегледи, но и нови хоспитализации. Но само 15% од хоспитализираните се вакцинирани. Директорката на Кумановската болница Захариева информира дека деновиве има наплив на пациенти од Кратово и Крива Паланка. Дневната болница ја посетуваат околу 50 граѓани кои примаат терапија 2 пати во денот. Некои се без коморбидитети, но имаме и такви со прекомерна телесна тежина, диабет и други заболувања, кои што малце потешко се справуваат со болеста, но оние што се кај нас се во стабилна состојба. Многу е мал бројот на оние што се хоспитализирани, се вакцинирани. Обично се тоа луѓе со повеќе тешки хронични заболувања и со намален имунитет заради претходните заболувања кои што ги имаат. Можеби 15% од оние што се хоспитализирани се вакцинирани со 1 или 2 дози, останатото се невакцинирани. Од општата болница нагласуваат дека од хоспитализираните се уште е доминантна возрастната група од 50 до 70 години, но велат се повеќе има и млади пациенти. Од оваа здравствена установа дополнуваат дека се подготвени со капацитети, но и кадар да помогнат на сите ковид позитивни пациенти. Куманово е меѓу градовите со најголем број заболени. Во моментов активни се 914 лица. По компликации од вирусот минатата седмица починаа дури 14 лица, а од почетокот на пандемијата во Куманово се регистрирани 414 починати, со што градот е на 4-то место веднаш зад Скопје, Прилеп и Тетово. Во текот на изминатата недела, бројот на нови случаи во Куманово е 273, а активните случаи во Куманово се зголемени и нивниот број изнесува 914. Заклучно вчерашната статистика на Министерството за здравство. Тоа е благо намалување ако се земе предвид дека неделата претходно во Куманово биле регистрирани 282 случаи и пред точно 7 дена бројот на активни случаи изнесувал 898. Најмногу нови случаи за еден ден се регистрирани во вторник, вкупно 58. Досега оздравени во Куманово се вкупно 9453 од лицата кои биле позитивни на вирусот. Успешно се реализира пописот на населението во Куманово и Старо Нагоричане. Од пописната комисија укажуваат дека граѓаните се заинтересирани за пописот, иако имало и мал дел кои одбиле да се евидентираат, но нагласуваат групен бојкот засега нема. Во Куманово и Старо Нагоричане пописот тече успешно и без поголеми проблеми. Од пописната комисија информираа дека мал број граѓани досега одбиле да се попишат, но групен бојкот велат нема. Имало и граѓани кои барале вакцинирани попишувачи, па кај нив биле испратени нови екипи. Нагласуваат досега се одвива според очекуваната динамика. Не се евидентирани позначајни проблеми, освен техничките кои постојано се надминуваат. Пописот на население, домаќинства и станови на територија на општина Куманово и на територија на општина Старо Нагоричане во овој момент се одвива без прекин, без никаков застој и според очекувана динамика. Од страна на попишувачите кои што се излезени на терен, немаме пријавувано некаков проблем, освен технички проблеми кои што се надминуваат секој ден на основа на дневно ниво. Многу е мал бројот на граѓани кои што одбиваат попис и тоа се изолирани случаи.
доколку попишувачот на лице место не најде никој во објектот, има обврска да го посети неколку пати, остава известување и обично од втори или трет обид ги наоѓаат луѓето и се попишуваат. Доколку одбијат, значи со устна изјава дека одбиват, се евидентират, меѓутоа на нашата територија има многу мал број на луѓе кои што одбиваат попис. Од комисијата укажуваат дека при посетите се внимава на здравствените протоколи, но имало и граѓани кои барале вакцинирани попишувачи. Не, тоа се многу мал број, дури незначителен во однос на вкупното население во градот. Во градската средина оди побрзо пописот, каде што станува збор за рурална средина, додека во селските средини, односно во општина Старо Нагоричане, во делот кај што имаме разбиен тип на села, поспора се одвива, меѓутоа исто така без никакви проблеми. За најголемата статистичка операција во Куманово и Старо Нагоричане се ангажирани 310 лица, од нив 258 како реонски попишувачи, 26 инструктори и 26 резервни попишувачи. Пописот во моментов се одвива и во централното подрачје, но и во руралните средини. Попишувањето во едно домаќинство во просек трае по 15 минути. Вкупно 1.037.309 лица, 323.286 домаќинства и 438.705 станови се попишани заклучно со 20 часот вчера, објави денеска Државниот завод за статистика. Можноста за само попишување на лица во странство пак досега ја искористиле 193.370 лица. Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, кој официјално започна на 5 септември, ќе трае до 30 септември. Студентите од Куманово со петиција до МОН, државните и приватните универзитети. Унијата на студенти на Македонија бараат намалување на цената на семестрите за оваа академска година, но и намалување на цената за престој во државните студентски домови. Повеќе детали од изјавата во продолжение. Академиската иднина на многу студенти и во оваа година е ставно во знак прашалник. Токму од овие причини бараме намалување на цената на семестри за оваа академиска година на државните универзитети за 50%. Намалување на цената за престој во државни студентски домови за 30% и намалување на цената на семестар за оваа академиска година на приватните универзитети за 30%. Не бараме милоста, туку правда. Повеќе факултети не работат во текот на минатата година, додека трошоците на студентите, одржување на објекти, крејење за потребни материјални за вежби, одржување на хигиена, комунални услуги и друго беа значително помални. Во СВР Куманово вчера попладне во 18 часот било пријавено дека во близина на брана во селото Табановце било пронајдено починато машко лице, соопшти полицијата. По извршениот увид било утврдено дека се работи за 20 годишен државјанин на Сирија. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото било подигнато и однесено во капела и по негови насоки дополнително ќе се постапува по случајот. Музички викенд во Кумановскиот регион. На Мегалитската обсерваторија се одржа фестивалот Кокино тврдина на сонцето. Покрај концерти, љубителите на уметноста проследија и театарски перформанси, кинопроекции, едукативни работилници. Тридневен фестивал насловен Кокино тврдина на сонцето се одржа викендов на Мегалитската обсерваторија. На Кокино настапија 20 на реномирани уметници од македонската сцена: Љубојна, Дина Јашари, Тони Китановски, Перија, Сашо Гигов Гиш и многу други. Фестивалот е во организација на Password Production. Не е прв пат што настапувам, меѓутоа ова е посебно, пошто е баш премногу на природа и вистина, мислам, фестивалската публика е поинаква. Јас последно време сум почнал да настапувам, така што не сум имал премногу прилика да настапувам.
Со Passport Production имавме кооперација во таксират минатата година настапив, но тоа беше онлайн. Секако мислам многу сум возбуден за приликава што ми ја дадоа. За толкавиот број на народот и на бендовите што ги има во Македонија, мислам дека е сосема доволно. Имаше неколку фестивали во МКЦ, беше Здраво млади, ете таксират другото на Пасворд. Ова е мислам дека има доволно убави. Покрај концертите се одржаа и кинопроекции, едукативни работилници, туристички прошетки, стрип изложба, ракотворби. Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата во текот на вчерашниот ден спроведе зајакната акциска контрола на автопатот Куманово Скопје Велес за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 191 возило. Од нив 27 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови, информираат од Министерството за внатрешни работи. И на спомен Костурница во саботата се одржа фестивал на кој освен ликовна групна изложба, посетителите можеа да проследат и настапи на музички групи и диџеи. Влезот беше со донација, а публиката присуствуваше согласно важечките здравствени протоколи за настани на отворено. Целодневен фестивал во саботата се одржа и на спомен Костурница, а фестивалот беше проследен и со диџеј сетови на Никола Наумовски, Игор Калци и Антонио Димитриевски, танцов перформанс на танцово студио Ултра, како и концерти, меѓу нив и на групата Авелина. За жал требаше да има изложба од Сабаре, но временските услови не дозволиле, па тоа се одлага за најбрз можен рок следната недела веројатно. А од 6 попладне сега имаме концерти на бендовите кои што мислиме ние дека се моментално најдобри на домашната сцена. Ги имаме Авелина, сите имаат ново издание, нов албум, тоа беше еден од концептите за да настапат на фестивалот. Авелина, па имаме модерен балет Ултра, ДНО, Ки, PMG Collective оркестар, за прв пат, за големо задоволство е стварно да ги чуеме таква формација, од трио сега се 8 души, и на крај нашите локални херои Дадо и Мамли. Имаме новиот спот, извадивме нова ствар со спот, се вика Чуеме. А имаме и други нови ствари, имаме една девојка која е без спот, али на овој сега настан ќе одсвириме од новите ствари само една, таа Чуваеме. Знаеш, ќе шибаме со по-жустри, по-јаки ствари, а тоа се по-стариот материјал. Јас мислам дека ова треба да прерасне у традиционално. Као традиционален фестивал. Треба да има многу поише вакви низ држава. Целата сцена, све, мислам, тоа треба следните 10 години да се прават нон-стоп вакви настани. Ние сме Авелина, значи постоиме околу 2 години, свириме заедно една година. Пред неколку месеци, тоа пред пола година, издадовме албум Од екот на предокот. Нашата кауза и свирење се за основа на сочувувањето на природата и на меморијата за предците. Тоа ни е главната кауза, за тоа свириме и сакаме да направиме релација помеѓу сегашното време и времето од минатото, за да ги имплементираме и двете нешта и да имаме поубав природен и емпатички живот. Свириме природни инструменти, освен сајзерот, тоа е врската со сегашноста,
и среќни сме дека свириме на отворено за прв пат. До сега само 3 пати сме свиреле и тоа се на затворено. Прв пат ни е на отворено да свириме и прв пат во природа, во ваква околина. Влезот беше со донација, а публиката присуствуваше согласно важечките здравствени протоколи за настани на отворено. И овој фестивал, како и 3-дневниот на Кокино, е во рамки на јубилеот 30 години независност. Вчера вечер околу 23 часот полициски службеници од СВР Куманово привеле 27 годишен кумановец кај кого била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира СВР Куманово. Полицијата информира и за еден физички напад врз 46 годишен жител на село Романовце. Тој пријавил дека бил нападнат од 3 лица. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. И во продолжение вестите од Македонија. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска изјави дека состојбата поврзана со коронавирусот во градинките е стабилна и дека не е констатирано негово ширење во овие детски установи. Состојбата со градинките е стабилна и веќе цела година се одржува како таква. Денеска на реферирањето на утринскиот кризен штаб информирав дека само 13 воспитувачи и други вработени во градинките се позитивни во целата држава и само 9 дечиња, рече Шахпаска во одговор на новинарско прашање. Дополнително додаде во изминатите 7 дена бил направен вонреден инспекциски надзор за почитувањето на протоколите. Извештајот на ДЗСИ како надлежна институција покажал дека тие се почитуваат и дека поради тоа нема ширење на вирусот во градинките. Вкупно 21.693 апликации пристигнаа во рамки на првиот рок за аплицирање на повикот за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк кој траеше од 1 до 30 август, а беше наменет за студентите од втора и повисоките години на студии. Истите се разгледани од страна на надлежната комисија во рамки на Министерството за образование и наука и донесени се соодветни решенија, согласно кои прифатени се 18.149 апликации. На сите кандидати решението им е испратено на електронската адреса која ја имаат наведено при поднесување на апликацијата. Следниот рок за пријавување за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк започнува на 1 октомври и ќе трае до крајот на месецот, а се однесува на студентите од новата академска година и оние кои не успеа да го остварат своето право додека траеше претходниот рок за аплицирање на повикот. Начинот на аплицирање е дигитализиран, односно пријавувањето се спроведува исклучиво електронски со прикачување на само 2 документа, пријава и изјава за точност на податоци и се наведуваат податоци за лична трансакциска сметка. Изминатите денови исплатени се субвенции во висина од 230,1 милион денари за 4846 земјоделски субјекти. На 3310 градинари кои оствареното производство од пријавените површини го предале во преработувачки капацитети, исплатени им се 168,9 милиони денари, односно по 3 денари за килограм. Сите земјоделци кои оствареното производство на овошни култури го предале во производни капацитети, добија средства на сметките. 16,7 милиони денари на 172 овоштари, односно 3 денари по килограм произведено и предадено овошје во преработувачки капацитети се исплатени за оваа мерка. Финансиска подршка од 30,4 милиони денари примија и 708 градинари, кои имаа произведено пролетна зелка од почетокот на април до почетокот на мај лани. Тие добиваат по 3 денари за килограм пролетна зелка предадена кај регистрирани откупувачи. На сметките на 656 мали земјоделски стопанства легнаа над 14 милиони денари, додека исплатата на преостанатите мерки ќе продолжи во наредниот период согласно динамиката на исплатата. Општинската организација на Црвен крст на Куманово утре организира крводарителска акција. Акцијата ќе се одржи во Центарот за култура Трајко Прокопиев од 9 до 15 часот. Црвениот крст ги охрабрува сите здрави и подобни лица кои ги исполнуваат условите за крводарување да даруваат крв со цел да се одржи адекватното снабдување со крв за пациентите кои имаат потреба од трансфузија. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 27 степени, а минималната беше 11 степени Целзиусови.
За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 21 степен, а утринската ќе биде до 11 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вашето внимание и ви посакувам пријатна вечер.